Благодарам, председателке. Почитувани колеги, почитувана македонска явност. Еве веќе во неколку наврати имаме продолжение на комисијата за кое што се зборува за избор на уставни суди во Уставниот суд на Република Македонија, кој што е посебен орган. Зборуваме за една институција од која што зависи целокупното функционирање на целокупното позитивно право во Република Македонија и најголем дел зависи и владењето на правото. Зошто? Бидејќи токму овој суд има ингеренции и надзорна улога во однос на тоа дали одредени законски решенија се во согласност со Уставот, одредени подзаконски акти се во согласност со законите, а сето тоа придонесува за начинот на функционирање и примена и имплементација на законските решенија согласно Уставот на Република Македонија. Меѓутоа, уште од почетокот зборуваме и сите декларативно, тргнувајќи од парламентарното мнозинство, во чии што раце е, повторно ќе потенцирам, иницијативата во однос на инклузивен пристап, во однос на донесување на закон за Уставниот суд, бидејќи согласно Уставот овој суд и начинот на избор на судии не соодветствува со реалната слика и отсликување на квалитетот на луѓето кои што треба да седнат во овие столчиња и да истите постапуваат согласно надлежностите кои што им се дадени, потенцирам, единствено во Уставот на Република Македонија. Зошто? Бидејќи при самиот начин на избор имаме предлагање на луѓе од страна на политичките субјекти. Во дадениот момент парламентарното мнозинство си ги предлага нивните луѓе и истите ќе бидат, по тоа што видовме и за претходните, ќе ги изгласаат, бидејќи знаат однапред им се договорени кои да бидат. Со тоа се става дамка на Уставниот суд, на луѓето кои што се избрани таму, без да претходно знаеме, односно да можеме да поразговараме со нив и истите да презентираат што од уставната материја истите би можеле да застапуваат и да дадат додадена вредност во самиот Уставен суд. Ова го иницирам, бидејќи неопходноста од донесување на едно вакво законско решение се гледа и од потребата да истото се регулира, бидејќи единствено во членот 113 од Уставот на Република Македонија јасно се регулира дека само начинот на работа и постапка пред Уставниот суд се уредуваат со акт на судот, но не и за условите и постапката за избор на уставните судии, што јасно укажува дека со посебен закон може дополнително да се регулираат посебните услови за постапката за избор, со што конечно законски ќе се дефинира единствениот услов за избор на уставните судии. Ова е последица на моменталната состојба во која што се наоѓа Уставниот суд и повиците од страна на председателката на Уставниот суд до пратениците, до собранието, да бидат побрзо избрани уставните судии, а не навлегувајќи во причините зошто е доведен Уставниот суд во ваква состојба. Или можеби, кои се причинско-последичните врски, зошто е дојдено до ваква ситуација Уставниот суд да има одреден вакуум простор, односно вакуум во однос на бројот на членови на уставни судии кои што го имаат истите. Иако станува збор за 9 годишен мандат, односно близу една декада, кои што одлучуваат во однос на своите надлежности и не може да се најде за сходно истите благовремено да бидат објавени, благовремено преку соодветната комисија да бидат воспоставени процедурите за избор на овие судии, туку намерно се чека да бидат истечени мандатите на претходните судии и отпосле да се воспостави систем на избор на овие судии. Што тоа значи? Конкретно, доколку би се донел закон за уставни судии, може многу јасно и децидно да се нормира постапката и временската рамка на избор на овие судии. Конкретно, сакам да потенцирам
наместо една година од завршувањето на мандатот до денес да немаме избрани судии, да имаме законска обврска во однос на изборот на судии една година пред престанок на мандатот на уставните судии, постапката да се воспостави, истите да бидат избрани и датумот на отпочнување на работа на работното место судија во Уставниот суд да биде заклучно со датумот кога му престанува мандатот на претходниот член, односно на претходниот судија во Уставниот суд. Со тоа немаме да имаме ниту ден оставен празен простор да Уставниот суд се повикува дека нема мнозинство, односно нема доволен број на судии да одлучува по одредени прашања. Тоа значи дека многу лесно и едноставно со прецизни норми можеме тоа да го нормираме. Зошто? Бидејќи имаме предвидливост. Секој еден судија имаме точна дата кога на истиот му престанува мандатот судија во Уставниот суд. Со тоа, ова предвидливост можеме да ја искористиме во позитивна насока, да благовремено се изберат судии кои што ќе се потенцира дека стапуваат на функција во моментот кога престанува мандатот на претходниот уставен судија. Со тоа ќе се избегнат сите дневно политички игри кои што ги водат политичарите, односно во дадениот момент актуелното мнозинство, бидејќи според мене ова е причинско-последична врска на дополнителна анализа од страна на мнозинството и намерно одолговлекување на изборот на овие членови, односно на овие судии во Уставниот суд. Конкретно, во однос на кандидатот кој што го имаме, за сите кандидати се образлагаше кој какви квалитети поседува, кој со што располага, зошто да биде избран, односно да не биде избран. Меѓутоа, гледаме дека однапред договорените кандидати на парламентарното мнозинство, единствено истите се поддржани и истите ќе бидат избрани. Тоа значи дека критичката мисла, позитивната критичка мисла, спрема одредени квалитети и поголема функционалност на самиот Уставен суд не се земаат во предвид. За кандидатот за кој што зборуваме сега, односно доктор Тодор Витларов, кој што е кандидат за судија во Уставниот суд, имаме биографија која што сите колеги претходно ја образложија. Јас немам многу да должам во ова насока, единствено ќе потенцирам дека станува збор за професор кој што предава на факултетите, станува збор за автор на повеќе дела кои што ги имаме од биографијата која што е приложена, сите вие имате, колегите ја образложија, нема да навлегувам овде, и спој со практицирање на позитивните законски прописи преку работата која што се ја врши и за која што истиот е надлежен, односно како јавен обвинител. Самата генеза како почнува од стручен соработник до виш јавен обвинител, до член на Советот за јавни обвинители, е генеза која што знае да покаже дека практицирањето на позитивните законски прописи во оваа област го следел многу порано и има една динамика на познавање на овие постапки. Но претпоставувам дека истиот повторно нема да ви се допадне и нема да биде избран, бидејќи потенцирав претходно како се одвиваат работите. Сето ова е резултат на тоа што немаме регулирано согласно закон начин на постапување и начин на избор, а со тоа директно партизирање на Уставниот суд. Како ние во наредниот период, наредните 10 години, во наредните 9 години, односно една декада, ќе зборуваме за независност на Уставниот суд, кои што се политички инфилтрирани и избрани од страна на парламентарно мнозинство кое што ги договорило ова динамика и ги договорило овие кандидати. А да се подсетиме за што се е надлежен Уставниот суд. Потенцирав еден од клучните фактори, односно можеби меѓу најклучните фактори, односно институции, кои што се одговорни во однос на владење на правото,
во однос на примена на законите, бидејќи и во сите извештаи, и во сите насоки кои што ги добиваме од страна на меѓународно релевантни институции и организации каде што сме пристапиле и се стремиме, секаде имаме потенцирање на една клучна алка која што не можеме да ја спроведеме. Што е тоа? Тоа е дека во одреден дел одредени наши законски решенија се усогласени со позитивното законско право на Европската унија, меѓутоа немаме имплементација на истите, што е уште поболно, бидејќи практицирањето, односно имплементацијата на законските решенија е во погрешна насока, односно или не е отпочнато, или се толкува и се применува согласно потребите на владеачкото мнозинство, а тоа е со дадени единични или колективни автентични толкувања од страна на парламентарното мнозинство во однос на имплементација и примене на одредени членови од сите овие закони. Но, ова е слабост на Уставниот суд, кој што, потенцирам, бидејќи нема законска обврска, во Уставот не е нормирано, истиот нема рок кога да постапува по доставените иницијативи во однос на колизија на одредени законски решенија согласно овој Устав, односно колизија на самите законски решенија или усогласено со Уставот. Нема законски рок. Што значи тоа? Истиот дава соопштение дека е доставена иницијативата и истата се става во фиока. И се чека 5, 10, 15 години, можеби никогаш нема ни да се процесуира истата. Или, како што беше пример, со така нареченото фамозно противуставно специјално јавно обвинителство, истиот не постапи, Уставниот суд не постапи воопшто, а знаеме дека се донесе закон за укинување на оваа институција. Истата беше пренесена на еден или на друг начин со фамозно писмо и изјави од страна на тогашната специјална јавна обвинителка Катица Јанева до републичкиот јавен обвинител, кој што до ден денес ги немаме видено, истите се кријат и верувам дека во наредниот период истите нема да бидат доставени на јавноста за превземање на овие предмети. Но, еве видовме до кај стасавме со ова специјално јавно обвинителство кое што испадна регрутација на најголемите носители на криминални дејанија во Република Македонија. Сите го видовме тоа, но ова немаше да се случи доколку имавме стручни, уставни судии и доколку имавме Уставен суд кој што благовремено ќе го укинеше, односно ќе го анулираше овој дел на можни вакви дејанија понатаму. Но истиот се иззема од сопствената одговорност, го стави во процедура и тука застана. Ништо понатаму. Ова ќе се однесува во иднина и за други вакви постапки и затоа основните основните улоги кои што ги има и надлежности согласно Уставот нема да бидат целосно извршени и истите нема да имаат правна развршница. Еве, ќе цитирам членот 110. Вели вака: Уставниот суд на Република Македонија одлучува за согласноста на законите со Уставот, одлучува за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и со законите. Ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот, што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичко здружување и дејствување и забрана на дискриминација на граѓаните по основа на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност. Во ставот 1 алинеја 3 вели: решавање на судирот на надлежности меѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт. Покрај алинеја 3 ќе застанам, дополнително ќе продолжам, но морам да потенцирам. Во дадениот момент на дневно политичка сцена имаме судир помеѓу јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција
и от извършната власт, от страна на извършната власт, повторно финансовата полиция и други носители на явни функции от извършната власт, кадещо единствено истите се повикуваат на надлежност или ненадлежност на другата страна, односно спротивната од нив. Каде е овде Уставниот суд по допрен глас, или може би истите не ги пратат овие случувања, да се произнесе во однос на клучните одредби од позитивното законско право, на кое што се повикуваат овие страни, а до ден денес единствено што гледаме е препукување меѓу нив и зацкривање или договорено зацкривање на сите овие случаеви за кои што самите се произнесува во јавноста дека има криминал едните во оваа институција, другите во другата институција и никој ништо не презема по ова. Зошто? Овде се наоѓа како најхрабар јавниот обвинител, кој што допрва ќе го разгледуваме неговото работење во однос на тоа дека сака истиот повторно да биде и член на Уставниот суд, односно да си го продолжи наместо пензионирање, истиот да го продолжи својот работен век уште 9 години. Уставниот суд не се зазема, односно нема слух за овие проблеми. За случаеви кои што се според индициите кои што самите извршители, односно носители на функции ги искажуваат, станува збор за енормни суми на средства, испумпување на средства од буџетот на Република Македонија, сето тоа на товар на граѓаните, сето тоа на товар на секој поединец и домашните буџети кои што секојдневно се кратат од енормната инфлација и неспособноста на водењето на државата од страна на ова актуелна власт. И сега зборуваме за личности кои што ќе бараме да по допрен глас зборуваат, односно инициираат постапка и ги разрешуваат ваквите дилеми, односно една од надлежностите кои што потенцирав име токму таа. Но да видиме години наназад, истите немаат покренето ниту никаква ваква постапка по допрен глас, иако имаат право било кој од нив да поднесе, и по поднесени иницијативи не постапуваат. Скандали кои што ја тресат државата, го тресат правосудниот систем, ја тресат извршната власт, ги тресат управните органи, ги тресат сите органи кои што се во состав согласно Законот за организација на државните органи и правосудниот систем, и ние од Уставниот суд немаме ниту збор, ниту постапка, ниту иницијатива да се заземе, да видиме во која насока се движи и зошто се овие судири на институциите и на функционерите, да се разјасни, а истиот да заземе став дали по однос на надлежностите кои што ги превземаат одредени поединци, се во согласно со Уставот или не се во согласно со Уставот. Но немаме никаква реакција. Молк, тишина, бидејќи се е усогласено, за да можат да застарат одредени предмети, апсолутно или релативно, за да можат истите да се покријат и да најдат начин како да го заобиколат правото. Од ова заобиколување на правото имавме 8% доверба, за која што ќе потенцирам, сигурен сум дека денес е многу помала, можеби и 0,8% е довербата, и затоа сме доведени во оваква ситуација. И повторно ќе бидат избрани политички инволвирани кандидати и затоа ќе имаме директиви по кои што ќе работи Уставниот суд без да му одобри министерот, истиот нема ни иницијатива да разгледа, не пак да донесе одредена одлука, ниту пак да укине или поништи одредена одредба. И затоа со ова се создаваат предуслови, бидејќи актуелното мнозинство знае дека целокупното нивно владење е проследено со коруптивни скандали и малверзации, истите инсталираат уставни судии, за да предпоставуваме дека во догледен период
ќе имаме одредена иницијатива, еве пример за укинување на членот 353 од Казнениот законник, односно злоупотреба на службена положба и овластување. Зошто? Бидејќи во наредниот период треба да се постапува токму по овие членови. И тогаш истиот Уставен суд, инструиран од ова власт и ова парламентарно мнозинство, ќе рече да, ова е противуставен член од законот, односно се подудара со другите членови, односно имаме колизија на други членови, истиот треба да се укине, не да се поништи, да се укине, за да истиот нема правна сила, односно да не важи од моментот кога е укинат, а не да се поништи за да може да важи од претходните случаеви каде што секаде е употребена, односно злоупотребена ова одредба за политички прогони и нарачани пресуди во обвинителството и судството, и затоа, повторно потенцирам, имаме онаа доверба од само 8%, односно предпоставувам дека е многу помала, затоа што и сите текови во работењето на ова власт се во надолна линија. Во алинеја 4 од цитираниот член кој што беше членот 110 во ставот 1, вели вака: решува за судирна надлежности меѓу органите на Републиката и единиците на локалната самоуправа. И овде, бидејќи имаме најголем дел од локалната самоуправа е од луѓе кои што се водени од опозицијата, и овде ќе имаме во однос на надлежностите кои што се воспоставени од страна на централната власт, единствено ќе им бидат наметнувани обврските без пред тоа да се трансферираат сите оние потребни средства. Одлучува за одговорноста на председателот. Уставниот суд одлучува за одговорноста на председателот на Република. Од овде ја гледаме моќта на оваа институција, а ние зборуваме за лица кои што ќе бидат предложени од членовите или замениците членовите на Комисијата за избор и именување. Тесни партиски игри, функционери и договарања за една ваква институција. Одлучува за уставноста на програмите и статутите на политичките партии и на здруженијата на граѓаните, одлучува и за други прашања утврдени со Уставот. Единствено, Уставниот суд, работата неговата е уредена како што потенцира во членот 113, каде што вели начинот работата и постапката пред Уставниот суд се утврдуваат со акт на судот. Но, повторно потенцирам, не и начинот на избор на судии, не и компетенциите и квалитетите на предложените кандидати, бидејќи за претходниот кандидат сите овде зборувавме, дека во сите проекти каде што било номинирано, односно била номинирана почитуваната кандидат за уставен судија, сите проекти били неуспешни. Во сите области. И никој не се зазема да ова рационално го разгледа и да разговараме за една соодветна прераспределба, односно соодветен избор на квалитетни кадри, кои што ќе бидат додадена вредност, повторно потенцирам, во самиот Уставен суд, во одредена област, од која што имаат соодветно искуство и соодветни постапки. Се злоупотребува исто така од страна на Уставниот суд и термините кои што потенцирав, не случајно потенцирав дека ќе ги укине одредбите кои што ќе бидат дадени од страна на извршната власт, но нема да ги поништи, а ќе ги поништи оние каде што ќе бидат засегнати парламентарното мнозинство и оние кои што им диктираат како да работат. Односно, Уставниот суд има надлежност согласно членот 112, вели Уставниот суд ќе укине или поништи закон ако утврди дека не е во согласност со Уставот. Имаме еклантантни примери за тоа што се случува, меѓутоа Уставниот суд не превзема ништо, ниту се зазема да истите ги реши, а ова произлегува од правната празнина која што е оставена и во начинот на избор на судиите, и во начинот на постапката, односно процесот на постапување и роковите на постапување за одредени прашања, кои што се оставени единствено на совеста на
самите членови, односно самите уставни судии и истите не превземаат никаков чекор понатаму, за да може да се постапува по истите. Но доколку имаме законски предвидено рок на отпочнување на постапките, нема да бидат доведени во вака ноншалантна состојба и председателката на управниот суд, на уставниот суд и судиите во уставниот суд, бидејќи нема да имаат изговор дека немаат доволен број на судии, па дури и да се закануваат дека одредени иницијативи нема да постапуваат бидејќи немале соодветен број на судии. Тоа е единствено недостаток на системот, односно пред се на актуелното мнозинство, бидејќи треба по иницијатива од нивна страна да може да се пристапи кон регулирање на оваа материја, а и самите уставни судии се изземаат од одговорност да истите сами постапуваат и иницираат вакви постапки. Кога ќе дојде во костет со времето, извршната власт пристапува кон доставување на предлог законски решенија, кои што ги доставува во редовна постапка, согласно процедурите во собранието. Меѓутоа, ќе увидат дека нема да бидат запазени роковите кои што им се дадени од страна на нивните лоби групи и нарачатели, истите ги повлекуваат и повторно ги поднесуваат со европско знаменце, конкретно потенцирам, бидејќи се работи за оваа област, од последните измени кои што беа предвидени од Законот за работни односи на Република Македонија, каде што се предвидуваше продолжување на работниот век од 64 до 67 години на обвинителите и јавните обвинители, кои што потенциравме дека немаше никаква регулатива или директива за усогласување, но за 2 недели вие увидовте дека истите имале и требало да се стави со европско знаменце, имаше жолчна дебата и со факти се утврди дека ова ќе биде една од првите задачи на партиски уставниот суд, доколку вака во ова форма поминеше. И токму овие судии, кои што вие ќе ги изберете, требаше да покренат иницијатива или по доставена иницијатива да постапуваат по вака противуставниот закон за Законот за работни односи, со кој што сакавте на одредени функционери, односно на одредени избрани лица, како што се обвинители и суди, да им го продолжите работниот век, за да, предпоставуваме, имате одредени дилови во однос на превземање одредени предмети, застарување на одредени предмети, донесување на одредени правосилни пресуди по одредени предмети, каде што повторно ќе не можеше да се отварат истите. И овој суд, кој што, видете ја спрегата, вие носите противуставен закон, како парламентарно мнозинство. Ставате во функција, односно во сила, противуставен закон. После тоа, истиот доаѓа на разгледување по иницијатива од било кој граѓанин пред Уставниот суд, кој што повторно вие го бирате. И од кого можеме да очекуваме овде дека трезвено, рационално, согласно Уставот ќе постапи и ќе ги укине овие одредби? За едно тело кое што било избрано од парламентарно мнозинство, а законот кој што го донел исто така ова парламентарно мнозинство. Па почитувани колеги, почитувана македонска јавност, за влез во судството, во судската област, во основните судови треба да поминат Академија за суди и јавни обвинители. За унапредување, односно напредок во кариера, има соодветни услови, рокови, квалитети, оценки, за да може да се премине од основен во апелационен или во Врховен суд. А за Уставниот суд немаме никакви вакви критериуми кои што треба следствено на претходното работно искуство и квалитетите да ги поседуваат, за да станат членови, односно судии во Уставниот суд, кој што одлучува за целокупното ова противуставно или противзаконско работење и има надлежности истиот
да ги санкционира на одреден начин, односно нивната примена да ја укине или да ги поништи одредени законски решенија. Зборуваме за Уставен суд како посебен суд од кој што зависи целокупното законодавство и позитивните законски прописи, а немаме никакви услови и критериуми за влез во овој суд единствено истакнат правник, што е многу општа формула. Сите се согласивме дека станува збор за општа формула и толкување кој како сака да го толкува. А за влез во основен суд знаеме дека има критериуми или преминување во апелационен суд или во врховен суд, имаме соодветни услови и критериуми на кој начин и како истите треба да постапуваат. Односно, кој треба да ги исполнуваат за да се дојде до таму. И сега упорно сите тврдиме дека требало да се донесе закон, но меѓутоа актуелното мнозинство вели во костец сме со време, мораме сега така да ги поминеме. Тоа значи во наредните 9 години ние да имплементираме, односно како извршна власт да си изберат мнозинство во Уставниот суд, а после тоа да доставиме вакви предлози. Зошто? Еве ве прашувам, зошто една година, повеќе од една година не се избрани овие лица? Иако, потенцирам, секој еден судија избран во Уставниот суд, знаеме кога точно му завршува мандатот, под предпоставки дека нема да бидат исполнети некои одредени други критериуми за начинот на разрешување, односно за престанок на функцијата. Со предвидливост од сега за наредните 9 години дека му престанува мандатот на еден судија, вие како парламентарно мнозинство, бидејќи начинот и постапката е во дадениот момент таква, не најдовте за сходно навремено да ја отпочнете и да благовремено се изберат овие судии. Туку постфестум една година сега повторно разговараме за избор на уставни судии. Наместо истата постапка да се отпочнела една година претходно, да во моментот кога ќе заминат, односно кога ќе му престане мандатот на уставниот судија, да продолжи со работа другиот избран уставен судија согласно во моментот процедурата која што е дадена. Но потенцирав дека сето ова е сплетна игра, односно правни лавиринти во кои што навлегува власта за да се ги заштити сопствените кадри и сопствените криминали. Но на ова сето се надоврзува и започнатите, односно единствено најавените, незапочнатите реформи во правосудниот систем, иако Уставниот суд е посебен суд, за тоа разговаравме, дел од овие постапки требало да бидат можеби воспоставени, можеби оспорени пред Уставниот суд, како што беа ветингот, за кој што најавувавте благовремено дека половина од судиите ќе си одат сами доброволно. Ништо не стана од ветингот. Предизборно, после тоа беше најавувано проверка на потеклото на имотот. Еве до ден денес не сме виделе никаква разрешница, ниту постапка во однос на проверка на имотите. Можеби токму овие некои од кандидатите кои што сакате да ги инфилтрирате, ќе потпаднеле под овие ваши најавувани реформи. Меѓутоа, немавте слухи за тоа. Повторно најавувавте предизборно реизбор на судии, ништо не се случи од тоа. Фамозната акција 21 беше најавувана како фамозна, бомбастична и испадна на крајот дека станувало збор за дигитализација на управата за водење на матични книги. Не баре најголемите криминалци се во управата за водење на матични книги и издавањето на изводите. Но вистинските криминалци никогаш не беа одобрени. И затоа од овде потенцирам дека станува збор за алатка за заштита на актуелната власт, на парламентарното мнозинство и на функционерите кои што ја практицираат извршната власт во однос на нивното работење и постапките кои што следуваат доправа за нивно разрешување, а еве во нивно владење на ова парламентарно мнозинство, на ова влада секојдневно ни се случуваат, но Уставниот суд не мрднува со прст да постапи и да заземе одреден став во однос на колизијата на овие
надлежности, односно на овие законски решенија, кои што доведуваат во вака доброволно толкување на истите. Кога одреден судија ќе го згрижите за 9 години, истиот се чувствува комотно, нема никаква одговорност на начинот на неговото работење, истиот единствено што ќе прави ќе биде слеп послушник, како што тоа се гледа и со актуелниот состав, односно со председателката за која што зборувавме дека е еклатантен пример, на која што самиот Уставен суд и укинуваше одредени решенија, но потоа стана и судија, па и председател. И ваквите постапки ќе продолжат и понатаму, а сето тоа ќе биде на штета на граѓаните на Република Македонија и на секој поединец, односно испомпување на огромни средства за кои што секојдневно гледаме и повторно во однос на институциите кои што треба да бидат предводници во борба со организиран криминал, во борба со корупцијата, се предводници на регрути за соживување со криминалците, односно истите стануваат најголеми криминалци. Првите луѓе зборуваме. После тоа истите се повлекуваат за да нема одредени постапки и како ништо да не било. Ова се случува и до ден денес и за тоа молк и штама од надлежните институции. Сите инволвирани во ваквите процеси еден ден ќе одговараат, меѓутоа вие ги заштитувате со начинот кој што ви потенцирав. Создавате партизиран Уставен суд за да може да укинува, односно поништува одредени одредби кои што нема да бидат по волја на сегашното актуелно мнозинство, бидејќи истите ќе бидат засегнати од самите постапки кои што ќе се водат, бидејќи самите навлегуваат во нив и целокупното нивно работење. Но, за жал, ова ќе биде 9 годишно, односно близу една декада, тело, односно Уставен суд, кој што имат мандат од цели 9 години. Тоа е близу една декада, за која што можат да се превземат многу реформи, многу проактивност во однос на целокупното право, за да конечно се издигнеме на едно повисоко ниво во однос на оценувањето и позитивните прописи кои што се усогласуваат и повторно потенцирам, во најголем дел истите не се применуваат, а за тоа сме сведоци и самите, бидејќи еве имаме молки во однос на вонредните состојби, кои што дел од нив беа и противуставни и противзаконски. Ниту сме ги разгледале, зошто? Бидејќи 70% од одлуките кои што ги носеше извршната власт како уредби со законска сила, истите не се однесуваа на вонредната состојба, односно причината зошто е прогласена вонредната состојба. И сега штама молк. И пред неколку дена излезе дека станува збор за купување на луксузни автомобили под превезот на пандемијата, односно средствата кои што се однесуваат на пандемијата. Затоа сакам да потенцирам. Немојте да посегнувате кон слепо подигање на рака за избор на уставни суди, бидејќи од тоа ни зависат сите текови. 111-то место по корупција е токму резултат на ваквото ваше работење. Хибридниот режим кој што сите чинители во правосудниот систем, во државните органи имаат одредена клучна улога, се подведуваат под оваа оценка, а за тоа во оваа колизија на функционери всушност беа инволвирани и луѓето кои што треба да го заштитат државниот имот, а најголем број за тоа колку се применува правото, колку Уставниот суд ги заштитува правата на граѓаните, е и самиот извештај на Народниот правобранител. Ако го разгледате, ќе видите мноштво на прекрашувања и на цела збирка на конкретни предмети, цела збирка на општи прекрашувања на законите и правилата, и за тоа
нема никаков фидбек од страна на извршната власт, а еве до ден денес не сме го разгледале се уште извештајот за 2021 година. Внимавајте, влеговме во месец септември, а ние требаше да го разгледаме за извештајот, да дадеме одредени забелешки на кои што требаше извршната власт да биде присутна да ги имплементира и да ги ревидира нивниот начин на постапување, ние се уште не сме го разгледале. Тука се овие малверзации од страна на парламентарното мнозинство кое што не сака да се расветлат ваквите случаеви. Ова е пример и со актуелните случувања со јавното обвинителство за гонење на организиран криминал, финансовата полиција, народниот правобранител. Сето ова може да се разреши од повисоките судови преку мислењето од Врховниот суд до уставноста на одредени законски одредби, кои што максимално ги злоупотребувате, а ова е само актуелно прашање. Вакви низа на прашања во минатото имаме многу, за кои што не пристапувате кон решавање и затоа ќе имаме милионски суми испумпување на средства, за кои што, повторно потенцирам, ќе бидат собрани од акцизите и данокот на додадена вредност од сите граѓани, преку енормните инфлаторни елементи и инфлацијата, бидејќи бевме сведоци дека ако за владење на правото имавме определено 0 денари во буџетот и во ребалансот, единствена ставка во однос на приходната страна беше зголемување на приходите од даноците, од данокот на додадена вредност и од акцизите, а за владење на правото, еве ова е доказ, имавме 0 денари. Нема потреба од владење на правото, односно или се е идеално во државата, односно владење на правото имаме максимално 100%, или воопшто не ве интересира, а доказ дека не ве интересира е и начинот на избор на ваквите кадри, односно на уставните судии. Оние кадри кои што имаат фидбек зад себе и во издавачката дејност во однос на стручни публикации, и во академската фела како професори, и во практицирање на позитивните законски прописи преку работата каде што работат, не се соодветни за вас, и претходните наши кандидати ги образложивме сите нивни квалификации и компетенции, иако потенцирам, треба да се смени начинот на предлагање, не треба да оди преку Комисијата за избори и именувања, туку треба да има соодветна постапка во соодветен закон за Уставен суд, начинот, временската рамка и процесните действија кои што треба да се превземат благовремено за да се избрат овие судии. Не можеме да зборуваме за квалитетно судство кога имаме вакво влијание, а исто така посегнавте и по измена и на законот за Академија за судии и јавни обвинители, каде што му ставивте европско знаменце, за да можете дополнително да ги контролирате и таму работите. Но, ви кажав, во основен суд имаме критериуми за избор, напредок во кариера од основен во апелационен суд имаме критериуми, но во Уставен суд имаме единствено политички подобни личности кои што треба да бидат избрани. Немојте да ја уништувате целокупната структура, целокупното позитивно право, кое што во одреден дел е усогласено, но не е имплементирано, туку институциите кои што треба да се грижат за негова имплементација извршната власт не постапува, но барем уставните судии и Уставниот суд да биде коректор и да пристапи кон укинување или поништување на одредени одредби кои што се спротивни на Уставот и на законот, да инкорпорирате личности кои што слепо ќе ви бидат послушни, меѓутоа со ова правите штета и на Република Македонија и на сите граѓани. А со тоа сакате да се заштитите, тоа го користите во сите можни потребни состојби, во однос на уценување, во однос на политички прогони, политички реваншизми, и сето ова е под превезот на вашето замислено владење на правото. Ова има крај, но со вакви кадри ќе има многу проблеми во однос на имплементирање на европското право, односно позитивните законски прописи
на Европската унија во Република Македонија и затоа секогаш ќе имаме оценки за уназадување на ова владење на правото, наместо да имаме напредок и сите заеднички да пристапиме кон ова. Затоа, уште еднаш ве повикувам, кандидатите каде што ќе видите дека имаат соодветни квалификации, да можеме да бидат поддржани, со тоа да имаат додадена вредност во самиот Уставен суд и да истите дадат свој придонес во однос на владењето на правото. Но, истото да се регулира и со соодветен закон и начинот и постапката на негово и именување, односно негов избор, но и соодветни санкции при непостапување и неизвршување на својата уставна улога, односно уставни дадени надлежности кои што им се дадени, а единствено истите ги имаат согласно устав и е единствена институција која што само е регулирана со овие членови во Уставот на Република Македонија, а истиот треба да имаме соодветен закон за да ги тргнеме политичките влијанија од сите овие постапки. Ви благодарам.